Актерот во Прилепскиот театар Михајло Миленковски пред неколку дена доживеал вистинска драма и бил брутално претепан во центарот на Прилеп, пред еден од поголемите маркети, откако во објектот забележал лице без маска и побарал вработените во маркетот да не пуштаат внатре граѓани кои што не ја носел потребната пропишана заштитна опрема. Лицето го слушнало тоа, го чекало Миленковски пред објектот и го претепало. Во тој момент, само што тргнав да бегам, дечкото ме фати за рамо, ме тргна и осетив силна болка во левиот предел тука. После тоа ништо не се сеќавам, се разбуди во Плебската болница, во хируршко одделение бев сместен. Ми направија компјутерна глава. Имам скршен лев синус значи прилагално со вилицата и мислам дека во овај дел тука носот и потрес на мозокот имам. Иако тогаш поминале 10 дена, Миленковски вели дека полицијата се уште немала превземено мерки против лицето. Миленковски вели дека е срамота во 21 век вакви насилници неказнети да се шетаат низ градот и да тепаат луѓе. Полицијата не, воопшто ништо не прави. Мислам не добив никаква повратна информација од сето тоа. Жално е, мислам дека во 21 век ние се трудиме да направиме една европска држава и еден европски град, а имаме вакви примери на насилници кои што се чувствуваат како ова да е дивиот запад. Мислам дека треба полицијата си превземи активности, бидејќи дечкото доколку има таква слобода да мава, да тепа, да крши столици, да крши носеви, извинете, мислам дека треба да си го смири и да си го прибере. Инаку за тоа колку е драматична ситуацијата во Прилеп со коронавирусот, зборува фактот што само вчера од 15 починати на ниво на држава, 6 мина беа од Прилеп, а имаше 83 нови случаи. Од почетокот на пандемијата во Прилеп се заразили над 2600 граѓани, а починале околу 120. Градоначалникот во телефонска изјава истакна дека според него главен виновник за оваа ситуација биле неодговорните граѓани. Токму затоа ќе бара воведување на поригорозни мерки за Прилеп.